Сега ќе преминеме на нашето проучување на Библијата. Не знам дали имавте некои други поздрави случајно, дали некој сакаше да пренесе некој поздрав, евентуално. Примив реакции во врска со проповета мејатата сабота, дека наводно била премногу остра, или како што ја би рекол, премногу старозаветна. Па и беше старозаветна. Цитиравме старозаветни пророци, нели? И денес мислев да зборувам за остатокот, бидејќи денес се шири одамна се шири една заблуда, што ја пропагира Адвентистичката црква, дека таа самата, како деноминација, е остатокот. Па потоа се јавува оној концепт, бидејќи Библијата зборува за нешто друго кога зборува за остаток, па се јавува оној концепт што се го сретнале во книги остаток во остаток, што е погрешно. Такво нешто не постои во Библијата, тоа е измама. Меѓутоа, ете, решив да не зборувам на таа тема. Еве да ве одморам малку од такви проповеди. Ќе продолжам со примерите на исцелување во Библијата, а за остатокот и за финалето на Омега, проповедите кои што се однесува за Божеството, за Тројството, ќе оставиме за друга прилика, понатаму. Би сакал да отвориме во првата книга на пророкот Самуил во Светото писмо, прва Самуилова книга. Ова е повторно Стар Завет, меѓутоа темата не е старозаветна. Би сакал на самиот почеток да поставам прашање. Што мислите? Дали физиолошката оневозможеност некоја брачна двојка да има деца представува болест или не? Што мислите? Ако не можете да имате деца, дали тоа би го нарекле болест или не? Што мислите? Знаете, особено во времето, а и ние живееме во последно време, згора на тоа, значи не само 7 милиарди жители, но згора на тоа ненормално време. Време каде што се распаѓаат семејствата, семејните вредности. И да не зборувам понатаму на истата тема. Меѓутоа, особено во времето на Стариот Израел, но и во било кое поранешно нормално време, може би и до времето на нашите баби, дедовци, родители, кога работите нештата изгледале нормални, во споредба со денес, било трагедија, а сега се фокусирам на Стариот Израел, особено во Стариот Израел, било голема трагедија, голем хендикеп, некоја жена да биде нероткиња, да не може да има деца. Јас тоа секако би го нарекол болест, затоа што самиот Господ, создавајќи го човекот, меѓу другото што му рекол: раѓајте се, множете се, наполнете ја земјата. Тоа е Божја заповед. Тоа не е опција. Тоа е нормалниот начин на кој што треба да функционира човекот. Во почетокот на оваа книга, која што е всушност почеток на серија книги, се зборува за еден таков случај, нам познат, меѓутоа ќе сакаме да научиме сега некои нови работи од него. Во времето кога периодот на владењето на израелските судии се ближи кон крајот, а за времето на судиите што читаме?
каква била историјата на Израел. Нешто што би можело да го наречеме синусоида. Стани, падни, стани, падни. На мнозина од нас нашите лични животи така изгледаат како синусоида, во духовен смисол. Израел бил послушен на Бога некое време, потоа следи отпад, беззаконие, идолопоклонство, како резултат на тоа следи што? Казна, робство, сеедно мадијанско, филистејско, сеедно, турско нека биде, од искуствата и на нашите народи овдека. И потоа Господ подига некој судија, сеедно кој, Гедеон или Јефтај, Самсон, за мене најславниот. Го ослободува својот народ и што понатаму? Кратко време повторно, овој процес се повторува. И цели така скоро 300 години и повеќе историјата на Израел во времето на судиите представува едно вакво искуство. И доаѓаме до времето на еден првосвещеник, како се викал првосвещеникот? Илија, со неговите познати синови свештеници, кои што биле и неморални, и расипани, и како сакате речете, слика и состојба на која што наликуваат денешните цркви, денешните верски заедници, денешната Лаодикеја, со еден збор, бидејќи тој израз не се однесува само на една деноминација. Тогаш, кога ќе почнеме да читаме за историјата, за тоа во какво семејство ќе се роди пророкот Самуил, последниот судија во Израел, дали е чудно што на самиот почеток ни се кажува дека некој израелец, значи неговиот иден татко, имал две жени. Првиот стих ни кажува: имаше еден човек од Рамата Имцофим, од Ефремовата гора. Името му беше Елкана, син на Јерохам, син на Елилуи, син на Тоху, син на Цуф, Ефратец. Прва книга Самуилова, прва глава, први стих. Некаде се нарекува прва книга Царства. Зависи каков превод имате. Тој имаше две жени, вели вториот стих. Чудно или не е чудно? Малку чудно, а? Не е чудно. Каква била историјата на Израел до тогаш? Во кратки цркви што ја наведов, не е чудно. При крајот на периодот на судиите да имаме израелец со две жени. Едната се викаше Ана, а другата Пенина. Пенина имаше деца, Ана пак немаше деца. И што се случува? Внимавате каков бил овој човек, израелец, што имал две жени. Ке забележиме дека овој човек не бил, може би, некој неморален човек. Секоја година на определени денови, тој човек одеше од градот свој за да му се поклони и да му принесе жртва на Господ Саваот во Силом. Зашо таму беа двајцата синови на овој Илија, првосвещеникот, Офни и Финес, свещеници на Господа. Таму се наоѓало што? Светилиштето на Израел. Мојсеевиот шатор, скинијата, се уште во тоа време пред да постои Соломоновиот храм.
А во денот кога Елкана принесуваше жртва и даваше на жената своја пенина и на сите нејзини синови и керки делови од жртвата, а на Ана пак и даваше двоен дел, зашто таа немаше деца. А и ја сакаше Ана повеќе од пенина, се вели. Иако Господ и ја беше затворил утробата нејзина. Многу интересно. Видите каков човек бил овој Елкана. Како прво, тука Библијата во кратки црти ни кажува една голема вистина, што не треба да ја знаеме, не мора да ја знаеме историјата на султанот Сулеман, например, за да знаеме дека е тоа вистина. Господ рекол, еден човек не може да му служи на двајца господари. Зошто? Затоа што секојаш едниот господар ќе биде побитен, поважен, посакан, попочитуван од другиот. Не може ни еден маж, колку сака жени нека има, цел харем нека има, сите тие подеднакво да ги сака. Во неговиот живот секојаш ќе постои само една хурем. Колку жени имаше патриархот Јаков? Која му беше омилената, единствената? Точно, како се викаш? Ај некој што не е пензионер. Рахела. Да. За Соломон не ме прашувајте. Овој човек, јас забележувам дека бил оно што бил и Јосиф, вереникот на Дева Марија. Се вели, бил праведен. Тука не се кажува тоа, меѓутоа јас тоа го заклучувам. Таа му беше омилена, значи Ана, но и токму затоа што немаше деца, поточно што не можеше да има деца, тој и правеше поголема чест и покажуваше поголемо внимание, уште повеќе љубов само заради таа причина. Иако Господ и ја беше затворил утробата нејзина. Зошто се кажува вака во Светото Писмо? Па добро сега, што вели Господ кога вели, што мисли кога вели, јас го казнувам гревот на татковците до 3-то и 4-то колено на синовите на оние кои што ме мразат? Може да постојат еден куп болести. Може да постојат еден куп трагедии и постојат, за жал. Може да постојат и војни, и катастрофи, и непријатели, и турци, робства, разни проклетства. Зошто секаде во Светото Писмо, особено во Стариот Завет, Господ себе си се представува како да е тој одговорен за се? Зашто тука се вели дека тој ја затворил утробата нејзина. На друго место се вели, нели, јас Господ сум тој кој што прави некој да биде речит, а некој да биде и нем дори. Секогаш, или еве да речеме вака, да го поставиме вака прашањето. Дали постои нешто во овој свет и воопшто во универзумот што е вон негова контрола? Не постои. Се е под негова контрола. Дали постои нешто што него може да го изненади? Не може. Да побегне од неговото внимание? Не може. Според тоа, дали се што се случува барем
со негово знаење и со негова дозвола. Да. Читаме на многу места, Господ вели, и јас го подигнав асирците, јас ќе ги испратам Навуходоносор, неговата војска. Се работи за непријатели негови и на неговиот народ. Исто како да рече, јас ќе ги испратам турците. Сосема исто. Зошто Господ така се представува во Библијата? Јас го стврднав срцето на фараонот. Значи, и тогаш кога луѓето работат против неговата волја, тој се представува како да е он причинител на сето тоа. На Мојсеј му вели да го изведе Божиот народ од Египет. Така? Мојсеј треба на фараонот да му ја пренесе Божијата заповед, да го пушти Божиот народ да излезе од Египет. И сепак, зашто истиот Господ вели, јас го стврднав срцето на фараонот, за да не ве пушти? Зашто се користи таква терминологија? Зашто тука се вели Господ ја затворил утробата? Зашто се вели Господ ја затворил утробата? Токму затоа што се е под негова контрола. Ништо не се случува надвор од негова контрола, без оглед дали е според негова волја или не. Без оглед дали е тоа непријателство против него, против неговите планови, неговиот народ, неговиот закон, или не, се е под негова контрола. Дали има ситуации во вашиот живот каде што и најпрости, например, сте планирали да излезете, да отидете на некое место, и скрснало нешто дома, во кујната, во собата, сте се предомислиле, сте останале дома, а потоа сте виделе зашто сте требало да останете дома. Се случува некој друг настан, ви доаѓа некој друг, се среќавате со некој друг, трета личност и така натаму, со која што требало да се сретнете. Се сеќавам на, и секојаш ќе го повторувам, случајот од 2001 година, кога јас си планирав да отидам на посета во Соединетите Американски држави и според мојот план целиот месец септември, од 1 до 30, требаше да бидам таму. Првите 7 дена од септември требаше да присуствувам на еден семинар, здравствен семинар во Хартланд коледжот. А потоа имаше уште еден здравствен семинар во Уайлдвуд, Џорџија, од 20 до 30 септември. 10 дена. Значи, ќе придам да тие два семинара, а средината на месецот, значи, од таму 7-8 до 20 или 19, да речеме, спо мојот памет планирав да бидам во Њујорк, кај браточетка ми. Значи, според мојот план, на 11 септември 2001 година, планирав да бидам во Њујорк. Што се случува со тие мои планови? Нашите сограѓани овдека ја каменуваат повторпат во историјата Американската амбасада. Се затвора конзуларното одделение. Префрлени се сите апликанти за виза во амбасадата во Софија. Морам да се јавувам во Софија. Во Софија ми закажуваат друг датум, 13 септември. Значи, мојот првобитен план е пореметен. За да на 11 септември не бидам во Њујорк. А сепак, кратко време потоа, повторно да отидам во Америка. И да се вратам жив и здрав. Можем ли да речам, ако употребам ваков библиски речник, дека Господ ги покрена нашите сограѓани да ја каменуваат Американската амбасада?
Можеме да речем дека тој ја каменуваше американската амбасада. Таков речник користи Библијата. Господ ја беше затворил утробата нејзина. Видите низ какви проблеми поминувала оваа жена. Соперничката нејзина, значи вака се нарекува. Ако сте жена на маж, кој што има и други жени, тогаш другите жени спрема вас се сопернички. Значи, знаете што е сна, свекрва, золва, јатрва. Дали знаете што е соперничка, ако сте жена на маж, кој што има и други жени, тогаш другите жени спрема вас се нарекуваат сопернички во Библијата. И ви го копаат гробот. Особено ако сте вие омилената. Соперничката нејзина многу жестоко ја раздразнуваше, за да ја натажи, поради тоа што Господ и ја беше затворил утробата нејзина. Ја нервира уште повеќе. Така стануваше секоја година, кога Елкана одеше во домот Господов, она ја раздразнуваше, а оваа плачеше и не јадеше. Много интересно. 8 стих вели: и рече Елкана, мажот нејзин, ано, таа му одговори, еве ме Господаре. И видите како се однесувале жените кон мажите. И рече, зошто плачеш и зошто не јадеш? И поради што е нажалено срцето твое? Не сум ли јас за тебе повреден отколку 10 синови? Значи, овој човек не само што бил посебно внимателен кон неја, не само што покажувал поголема љубов кон неја, отколку што би ја имал да го немаше хендикепот, туку се труди на секој можен начин да ја утеши, што е можно повеќе да ја утеши. Навистина, ако има она и 10 синови, таа е таа што ќе треба да се грижи за сите тие 10. Таа е таа што треба да трча по нив. А овој еден нејзин маж, тој е оној кој што нејзе и служи, нејзе ја гледа, нејзе ја чува, за неја се грижи и така натаму. Меѓутоа, дали ова утеха за Ана, дури и вакви зборови? Што правела Ана? Од 9 стих па понатаму ни се кажува што правела Ана. Откако јадеа и пиеа во Силом, Ана стана и застана пред Господа. Што значи ова? Знаете што значи во Стариот Израел, ако некој израелец сакал да отиде да се сретне со Господ и да го праша нешто, каде требало да отиде? Што требало да направи? Требало да отиде, како прво, во она место каде што се наоѓа што? Шаторот. Каде што се наоѓа светилиштето. Зошто таму? Затоа што таму е Господовиот дом. Направете ми светилиште, рекол Господ. Зашто? За да пребивам, да живеам помеѓу нив, помеѓу израелците. И Ана го направила тоа. И она одела во Силом, во светилиштето Господово. Не можела да влезе внатре. Дури нито еден маж израелец не можел да влезе внатре. Сета комуникација требаше да се одвива преку свештениците. Меѓутоа, токму во незиниот случај и првосвештеникот и свештениците беа луѓе кои што
немаа врска со Господа. Сега, згоре на сите проблеми што ги има од незината соперничка и незиниот хендикеп кој што најмногу и тежи на душата, еве што уште доживува. Свештеникот Илија седеше на стол пред влезот во храмот Господов. Таа тажеше во душата своја и му се молеше на Господ и горко плачеше. И потоа 11 стих вели: и даде заклетва, велејки: Господи, семокни Боже, Саваоте, ако погледнеш милостиво кон понизноста на слугинката Твоја и се сетиш на мене, и не ја заборавиш слугинката своја, и дадеш на слугинката своја машко дете, че се моли специјално за машко дете. Ја има и таа храброст, таа смелост. Јас ке му го посветам на Господ до денот на неговата смрт, доживотно. И вино и жесток пијалок нема да пие, и брич нема да ја допре неговата глава. Со други зборови, детето ќе биде што? Назиреј. Славата на Самсон била присутна во сеќавањата, во колективната свест на израелскиот народ и покрај сите негови падови и на крајот трагична смрт за него лично, иако и таа смрт представувала спасение како гламја од оган извадена. Ана ветува на Господа дека ако и даде син, види како човечки размислува. Толку години се молам, толку години постам, толку години доаѓам во силом, во светилиштето. И ништо не се случува. А таму живее Господ. Зарем тој не гледа? Зарем тој не слуша? Пред 20 години многу ме воодушеви романот на Франц Кафка, Евреин од Прага. Неговиот најпознат роман Процес. Дури некои сцени, некои описи таму од некои канцеларии ме подсетија Олгице на твојата стара канцеларија во социјално. Ама тука се работи за Прага пред 100 години. Најубавиот дел од романот е описот на законот. Се зборува за тоа како човекот не може да допре до местото каде што се наоѓа законот. Се вели, законот се наоѓа во некоја просторија и за да стигнете до таа просторија треба да поминете 5-6 други простории, а на секоја просторија на вратата има стражар, кој што не можете ниту да го победите, ниту да го подкупите. И секој нареден стражар е поголем, пострашен и поопасен од претходниот. А таму во последната просторија, каде што се наоѓа законот, од таму блеска оддалеку некоја светлина од таа просторија. И човекот не може да допре до таму каде што се наоѓа законот. Интересно е што тоа е еден вид парабола во романот. Оваа парабола завршува малку трагично, затоа што вратата каде што се наоѓал законот цело време била отворена, но човекот не може да влезе во неја. Има еден куп пречки на патот за да влезе до неја. И на крајот човекот прашува, па ако не можем да влезам во неја, зашто цело време вратата била отворена? За кого е тогаш отворена? И стражарот му одговора, таа врата цело време, целиот живот е отворена за тебе, само за тебе беше отворена. Но јас сега одам да ја затворам. Значи, ем за него е отворена, ем стражарот не му дозволува да влезе таму.
Од каде еден евреин можел да напише вакви работи во врска со законот? Се разбира од историјата на неговиот народ, од Светото писмо, од Старозаветното светилиште. Само во Старозаветното светилиште постои една просторија во која што се наоѓа законот. Дали секој човек може да допре, да влезе во неја? Не. Во таа просторија се наоѓа Божјата слава. Од таа просторија свети светлина, пред која што ни првосвещеникот, кој што само тој еднаш годишно и никогаш друг пат смеел да влегува таму, не можел да влезе ни тогаш без да направи димна завеса од темјен. Значи, многу чад за да и тој влезе во тој единствен ден, денот на помирувањето, во присуство на таа славна светлина. Знаете, сите ние велиме дека Господовиот дом е свето место. Меѓутоа, тоа не е исто. Не е исто ако речете дека оваа просторија е свето место. Или ако МПЦ рече дека Соборниот храм, например, е свето место. И секоја друга деноминација за својата зграда, за својот богослужбен објект да рече ова е свето место. Не е тоа исто со она што Господовото светилиште во Израел било, кога велиме свето место. Зошто Давид ке рече толку ми омиле, да толку копнеам, толку сакам да живеам во домот Господов? Еден ден во домот Господов е подобар од 1000 денови надвор. Зошто? Што е толку привлечно во домот Господов? Што било за Давид привлечно во домот Господов? Таму се наоѓа Господ. Таму се наоѓа неговата слава. Видливо живее Господ во земското светилиште за време на Стариот Израел. Тоа не е исто. И сега тој Господ кој што видливо се прикажува, видливо е присутен помеѓу својот народ. Оваа жена Ана со години оди таму на тоа место. Се моли, плаче, пости, тагува. И овој Господ години минуваат и се одвива како да ништо не се менува. Како да не слуша, како да не сака. Зошто? На крајот жената дури дава заклетва. Како човечки размислува. Значи, јас се молам, јас постам, јас барам, Господ не ме слуша. И сега човечки, ајде ќе дадам заклетва. Се обидува да го придобие некако. Ќе го посветам тој син што ќе ми го дадеш. Да биде твој слуга, да живее во твојот дом, да биде назирај Господов до крајот на животот, целиот негов живот. Значи, ќе биде одвен од мене, пак, само да го имам, само да го родам. Ќе биде твој. Како човечки размислува? И сега што би рекле ние? Дали Господ ти дал син затоа што таа така успеала да го убеди, да го измоли со една ваква заклетва? Зошто Господ чекал со години? Дали во нашиот живот секогаш се случува, и тоа што треба да се случи, и што е по Божја волја, се случува било кога? Или се случува во точно од Него најдобро одредено време?
тука ќе застанем за денес. Ќе предложиме ако даде Господ живот и здравие следната сабота. Да видиме што се случува после ова искуство на Ана, па и на нејзиниот сопруг. А не докажав како била третирана од првосвещеникот. Значи, и тој и неговите синови толку немале врска со Господ. Иако целата комуникација помеѓу него и народот требало да биде преку нив. Што сите проблеми, сите нервози, особено од страна на соперничката, како да не се доволни, за да на крајот и верскиот поглавар на народот и рече: пијана е оваа жена. Престани, мори пијандуро, ми досаѓаш тука секој ден. Замисли како би било на оваа жена. Како било на нејзината душа толку години. Би можеле да речеме дека Господ не морал да каже парабола за немилостивиот судија, за неправедниот судија и жената што му додевала секој ден. Доволно било да ја посочи Ана од историјата на израелскиот народ. Ке продолжиме следната сабота, ако даде Господ живот и здравие.